По повод 25 годишнината од основањето на Инекс Адрија Авиопромет, во Љубљана се одржа конференција за печатот, на која стана збор за развојниот пат и плановите за понатамошниот развој на овој втор по големина авиопревозник во нашата земја. По завршетокот на конференцијата го замоливме генералниот директор на оваа организација за авиопревоз Јанес Коцијанчич за краток разговор. Вашата работна организација Инекс Адрија Авиопромет деновиве слави еден јубилеј од 25 години на своето постоење. Јас би ве замолил за почеток на овој разговор да ни ја представите вашата работна организација и да ни кажете што таа представува во денешниот авиопромет во Југославија и во чартер летовите воопшто во Европа. Adria Airways, kot se ponovno imenuje naša delovna organizacija, празнуе те дни точно 14 марта. Adria Airways, како што поново се вика нашата работна организација, деновиве празнува поточно на 14 март 25 години на своето постоење. Во нашата организација работат 676 луѓе, стручни лица, пилоти, комерцијалисти, стюардеси и техничари кои управуваат со 11 авиони. Од вкупниот број тоа се современите авиони МД-82 со 176 седишта, два авиона DC-9 од серијата 50 со 135 седишта, 3 авиони DC-9 од серијата 30 со 135 седишта и два авиона DXC-7 со 50, односно со 48 седишта. 7 за 50 озирома 48 седежи. В ланском лету, в лету 1985, je Adria препелјала скупно... Минатата година, во 1985 година, Адрија превезе вкупно 1 милион и 276 илјади патници и по структурата на доходот 90% од својот доход го реализираше на меѓународните пазари. Наша организација е изредно моćна в меѓународном чартерju. Нашата организација е воредно силна во меѓународниот чартер. Во Југославија на Јадранскиот брег превезуваме голем број странски туристи, пред се туристи од западноевропските држави. Покрај тоа се занимаваме и со превезување на наши работници на привремена работна во Сојузна Република Германија. Понатаму превезуваме работници од нашите работни организации на градилиштата на Блискиот Исток и држиме околу третина од сите домашни линии, а летаме и на две редовни меѓународни линии во Минхен и во Ларнака на Кипар. Приближно третино всех редних домачих линий in vozimo dve redni mednarodni liniji v Minhen in v Larnaco na Cipru. На почеток го споменавте Adria Airways. Што тоа значи? Adria Airways to je ime, s katerim je naša organizacija začela pred 25 leti. Adria Airways е името со кое што нашата организација го започна своето постоење пред 25 години. Ние по кризата во 1968 година баравме организација што со својот кредитен и гарантен потенцијал ќе ни овозможи да обновиме флота. Таа организација беше Белградскиот Интерекспорт и на тој начин, со спојувањето со Белградскиот Интерекспорт, започна периодот на долгогодишната и плодна соработка со таа организација. Пред кратко време, работната заедница Инекс, чии што членки бевме и ние, со последната реорганизација, таа повторно се престрои во сложена организација на Сдружениот труд со концентрирање на различни стопански функции, како што се развојната функција, пропагандата, финансиската функција, пресметковната обработка на податоци и друго, што во нашата работна организација го оценивме како непотребно и констатиравме дека тоа не им одговара на нашите интереси. Затоа не се зачленивме во новата СОЗ и на тој начин од предходното име Инекс Адрија Авиопромет, повторно преминавме на старото име Adria Airways. Името е англиско затоа што претежно летаме на меѓународните линии. Ponovno prešli na staro ime Adria Airways. Ime je angleško, ker pač pretežno letimo v mednarodnem prostoru. Инекс, односно Adria Airways, како сега ќе се вика, доста направи за подобрување и удобно летење на внатрешните линии во Југославија. Со кои проблеми денеска се сретнува на овие линии и што прави се за да го подобри тој квалитет? Notrne linije v Jugoslaviji so gotovo izjemno pomembne za vsakega letalskega prevoznika.
Внатрешните линии во Југославија се воредно важни за секој авиопревозник. Се работи за тоа дека ниедна авиоорганизација не може да биде толку силна во светот ако не е силна и во својата држава. Основниот проблем на внатрешните линии се пред се цените. Тие се уште во Југославија се видно под трошоците. Технологијата со која што работиме е многу скапа. Скапо е и горивото и сите други трошоци што се поврзани со авиопрометот. Затоа интересот на сите авиоорганизации, а не само на Адрија, е релативно ограничен што се однесува до натамошниот развој на авиопрометот во Југославија. Relativno omejen, kar se tiče nadaljnega razvoja letalskega prometa v Jugoslaviji. Vendar smo v naši dolgoročni strategiji... Сепак во нашата долгорочна стратегија донесовме насоки со што сакаме да останеме приближно во димензиите на кои се наоѓаме сега во внатрешниот авиопромет и така натаму и се залагаме за видно подобрување на квалитетот на извршувањето и со тоа се бориме за зголемување на бројот на патниците. In da se trudimo za povečevanje števila potnikov. Какво е вашето искуство со аеродромите во Скопје и во Охрид? И што се прави да се од Скопје направат повеќе линии кон Југославија, односно да се уведе линија стална забелена секојдневна и да се поврже Скопје со другите градови во Југославија? Adria je v vseh obdobjih smatrala, da je letalski promet z makedonskimi letališči, zlasti z letališčем v Skopju. Адрија во сите своји периоди сметаше дека авиопрометот со македонските аеродроми, особено со аеродромот во Скопје, е вонредно важен. Ние во минатите години превезувавме за и од Скопскиот аеродром по околу 100.000 патници годишно. Тоа минатата година изнесуваше 75 или 76.000 патници во внатрешниот авиопромет и 26.000 во меѓународниот промет. Тука пред се работи за меѓународните чартер летови во прометот. Mi nameravamo z to usmeritvijo, se pravi z široko vključitvijo Скопскega леталишта. Ние имаме намера во своите насоки Скопскиот аеродром уште пошироко да го вклучиме во домашниот и во меѓународниот промет. Имаме амбиции, покрај постоечките структури на летовите, да додадеме уште некои летови, чартер или редовни, за линиите во Југославија и во странство, но сето тоа е поврзано со дозволите на одредените авио и државни власти. Затоа во моментов тешко можам да ви дадам по конкретен одговор. Сепак во основа сакаме своето присуство да го задржиме и да го зголемиме. Дал конкретен одговор. Vendar v osnovi želimo, da svojo prisotnost obdržimo in povečamo. Kar se tiče letenja na Ohridsko letališče, je to pretežno turistične oziroma čarter. Што се однесува до летањето на Охридскиот аеродром, тоа се пред се од туристичка, односно чартер природа. Во оваа пригода би сакал да го кажам тоа дека Инекс Адрија, односно Adria Airways, е подготвена на тој аеродром да лета како во минатото и во склад со барањата за бројноста на чартер порачките, ќе настојуваме на тој аеродром да му ги понудиме нашите авиокапацитети. Temu letališču in tem relacijam ponuditi svojih kapacitet. Sodelavci, ki delajo na tem poslu, mi pravijo, da je sodelovanje... Соработниците што работат на таа проблематика ме известија дека соработката со македонските туристички агенции е успешна. Видно е дека тоа се однесува и на продавањето на поголемиот дел на авиодокументите што го вршат туристичките агенции и ние посакуваме таквата соработка уште повеќе да се зголеми. Sodelovanje само še zboljšalo. Какви се вашите размислувања да се направи линија Љубљана, Скопје, Блиски Исток, некоја релација на Блиски Исток? Дали постои некоја можност за таков еден лет? Начело та можност обстои, ми би били за то заинтересирани. Начално таквата можност постои и ние сме заинтересирани за таква линија. Потребно е претходно да се извршат маркетинг испитувања за да се утврди дали на таквата линија би имало доволен број патници и дали таквата линија во догледно време би била рентабилна. Секоја линија, особено меѓународната, од почетокот е нерентабилна, бидејќи е потребна одредена инвестиција. Патниците да се навикнат на неа и подоцна би морала да даде одредени резултати.
Ние размислувавме да воведеме редовен или чартер лет до местата каде што е успешно присутна македонската градежна оператива и каде што изведува инвестициони работи и размислуваме да дадеме понуди на подрачјата каде што се присутни нашите туристи и каде што одат во шопинг пространство. Например, би го спомнал можниот лет Скопје-Истанбул. Naši turisti, zlasti tisti, ki odhajajo na nakupe v tujini. Naprimer, govorim o možnem letu med Skopjem in Istanbulom. Деновиве, по иницијатива на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се одржа состанок на тема Состојбата на патиштата по зимскиот период. На состанокот присуствуваа представници на организации и институции задолжени за одржувањето на патиштата и представници на сообраќајната милиција од Републиката. На состанокот е констатирано дека патот во целата Република, па дури и најновите делници, се во лоша состојба поради оштетениот асфалт и ударните дупки. Ударните дупки се многобројни, а некои од нив достигнуваат длабочина и до 40 см, што создава проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот и ја загрозува безбедноста на патиштата. Во реферирањето на одговорните од Македонија пат беше истакнато дека веднаш, по снегот и голомразицата, се започнати работите околу крепењето на ударните дупки со ладен асфалт на сите магистрални правци во Републикава. Истовремено беше констатирано и дека оние што се грижат за одржувањето на патиштата добиваат минимални средства за извршување на работите и состојбата ја нормализираат со крајни напори. За да ја регистрираме правата состојба, ја поминавме главната патна артерија низ нашата република на релацијата Скопје-Гевгелија, а камерата го забележа следното. Работниците на Македонија пат веќе се наоѓаат по должината на цела делница и работат воглавном на отстранување на одроните во канавките од патот и пополнување на ударните дупки. На релацијата Скопје-Тито Велес минатата година патот е асфалтиран со нов слој, а во овој период градежната оператива ги привршува работите околу заштитите огради на патот, хоризонталната и вертикалната сигнализација и за краток период оваа делница ќе биде удобна и безбедна за возење. Но на оваа делница останува еден мощне актуелен проблем кој засега не е решен. Малите паркинг простори кои ги има во голем број од десната страна на патот останаа неасфалтирани, неуредени и со дупки во кои постојано има вода. Со тоа овие паркинг простори не си ја вршат функцијата за која се наменети, ја загрозуваат безбедноста, а за естетскиот ефект и да не зборуваме. На истата оваа делница изграден е убав и простран паркинг простор, а во каква состојба го затекнавме неа потреба да коментираме. Камерата доволно зборува. Во спротивниот правец на автопатот Тито Велес Скопје интензивно се работи на мостот во местноста Бела вода, на кој едната страна пропаднала за околу 30 см. Градежната оператива ги изледува работите на вградување на нови стопи и спречување од понатомошното тонење на мостот. Во најскоро време овој објект ќе биде донесен во исправна состојба и сообраќајот нормално ќе се одвива. Патот го продолжуваме кон Демир Капија. Возиме по двосмерен пат на кој трагите од зимата не се отклонети, а за безбедно возење на оваа делница треба повеќе да се внимава. Сопираме во Републичката станица за контрола и регулирање на сообраќајот и разговараме со командирот Миле Трајковски, кој е револтиран поради неефикасното одржување на патот. Накусо, неговите забелешки се во следното. Патот на оваа делница е стар околу 25 години и е доста оштетен. Меѓутоа, одговорните за држување на патот од Македонија пат, основната организација на Здружен труд Тито Велес, се грижа за се друго и можеш да ги најдеш насекаде, освен на работата која треба да ја обавуваат – одржувањето на патот. Продолжуваме кон Гевгелија и најдуваме на делница која од Удово до Марвинци на релација околу 10 км е во очајна состојба, а крпењето на патот овдека е само губење на време.
Очигледно, овде е потребен поголем зафат, нанесување на нов слој на асфалтот. Банкините до целиот пат машински се чистат, а до 15 април договорено е да се направат и завршните работи и донесат во исправна состојба хоризонталната и вертикалната сигнализација. И на крајот од овој успат забележен осврт да подсетиме дека ова е период кога интензитетот на сообраќајот е знатно зголемен поради транзитот и туристичката сезона и сосем е разбирливо дека договореното треба да се почитува и воопшто поодговорно треба да се пристапи кон овој проблем кој знатно влијае врз безбедноста на сообраќајот. Живееме во време кога со постојаното зголемување на возилата и возачите, перманентно се зголемуваат и несреќите на патиштата, а како резултат на тоа и загубените животи на луѓето и повредените. Веројатно дека голем број од изгубените животи би биле спасени или повредените би биле полесно и поуспешно рехабилитирани, доколку навреме и правилно би им била пружена неопходната помош. Со нашата екипа и со помош на активистите од Општинската организација на Црвениот крст од местната заедница Карпош, излеговме на автопатот Скопје-Тетово, за да се увериме во тоа како возачите реагираат во одредени ситуации во сообраќајот, кога до полн израз треба да дојде нивната хуманост и солидарност. Реакциите на учесниците во сообраќајот беа различни. Имаше возачи кои пред се човечки, хумано се однесуваа, меѓутоа за жал имаше и такви на кои што токму во тој момент им се брзаше, одеа во спротивна насока или можеби поважно од се им беше тоа нивниот автомобил да остане неизволкан. Дали имаш гума една? Молим те се види. Ја не се разбирам за никаде сум. Двете гуми ми се расипани. 30 бера со 101 од тие. Овие се повисоки се. А нешто за пумпа да направиме ова некако види. Ми избега ова нешто. Ова, не знам, ја не се разбирам многу ова, разбираш? Како може да се случи? Брате, и вчера сме сум на работа, да тој брзам, тоа е работа. Абе ја брзам некој састанак имам у Тетово, па не може да стигнам никак. А да оставам колата не иде. Да отвора гума една да ставиме ако може. Ама не иде, не може да водиш со неја. Тоа е многу повисока, 165-13. Добро, што да ти кажам? Не имам што да ти помогнем, тоа е, ја се плюс стрелки. Види, ама... А? Па тешки се ја за ваѓање. Ова не може да се извади. Имаш хеп? Немам ништо. Тешки се за ваѓање, ја, со обичните гуми тие полесни се ваѓа. Ова, ја би дошол со тебе, ама не можам да оставам колата. Не бе како ќе остаеш кола, не се остава кола. Се одма лешинари. Добро, фала ти многу. Ништо, ја реков, пум, па ќе ти остаеш, па... Не, фала ти, нема проблем. Ке мене големе со гумата, 165-13, 145, тоа е со... Добро, а да ми оставиш пумпа да ти мене да работам, да ти дам адреса у Тетово. Абе, ја на пумпа сум бензинска, попладне. Кај да оставам? Кој донесеш? Вие сте единствениот што денеска застана на патот. Што мислите за солидарноста на патиштата наши? Секој возач е должен да застане и да пружи помоќ на било кој колега, затоа што не знаеш што ти се дешава истиот момент понатам ако позаминеш. Но често пута се дешава да на пут застанува и хулигани и не знаеш со која намера застанат ти, а ти патриархално ќе застанеш да им помогнеш на луѓето. Но ете така се дешава да ако си патриота треба да застанеш да помогнеш како човек. Дали и вие сте имале некој случај вака кога и вас ви имаат помогнато така на патот, па сега вака ги... Да, често пута, например, кога идеме од море, често пута, например, се запуши карбуратор и тие работи, ја па некако сум слаб околу мотористика тука, ќе застанам руке убис, али има доста луѓе од мајка родени, помагаат. Некој па уопште не те гледа и се замини едноставно. Застани малце, бе, аман, молим те се. Момак, молим ти имаме на ДП, како имаш една гума, бе, да ми даеш случајно заем да ти дам адреса да... Да вратиш, молим те ако сакаш. Па ја ги дам адреса, све ќе ти дам, не е проблем.
Најде некој што се враќа ти најде го, ја идам. Pa dobro se, kako što da napravim nešto, ajde molim te ako sagaš nekoga da mi Ама pomogne. нема го, кај знам ја се, ако ми се дупне го. Dobro, hvala ti mnogo, ništa. Ajde, prijatno. Momak, izvini, ja te pitam nešto. Ali hebla jedna da ne imaš da mi daš, molim te, čekaj. Molim? Немам тоа авто. Не држим тие работи. Dobro, pumpa nešto da ne imaš ti, man. Пумпа нема. Dobro, izvini. Тоа што имам расипано и не го чувам у кола и така и јас одим да рушим. Dobro, hvala ti mnogo, ništa. Ништо. Проблемите на пружањето на прва помош на повредените во сообраќајна незгода и нивно правилно и навремено транспортирање се мощно сложени. Правилното и навремено транспортирање на повредените беше повод и ние да го дадеме нашиот мал придонес во решавањето на овие проблеми. Исценирајќи сообраќајна незгода со повреда, со нашата скриена камера го регистриравме однесувањето на возачите во конкретната ситуација. Ajde, malo zato nešto. Momak, daj me molim te ako sagaš do Tetovoća, može li negdje kada go prebaciš ili do Skopje da svrtim? Od Skopje, momak. Mora dete od bolnice, mora jedan sme na работи, значи нема проблем. За тето да го носим тето. Pa dobro, nema vrska, mislim. Daj ako može do Skopje da svrtim, da ga odnesem. Poblisko je Tetovo daleko. Викам, иначе лав нема, дете го носи. На најдаче, ја ќе те го однесам. Dobro, znači počekаме drug, što da kažem. Таква ми хитна работа, мора да... Dobro, dobro, nema problem. Daj me ako može malo se zastane. Daj me malo se udranje, ej. Malo se da go prebacimo do ovo. Ah, mi izbij. Daj vrati nazad, svrti nazad, svrti. Svrti nazad. Вие сте според законот должен да пружите прва помош на патот за време на сообраќајна незгода. Вие застанавте. Што мислите за пружењето на прва помош на пат во овие сообраќајни незгоди? Видите, ние секогаш би требало и мора према законот да се однесуваме хумано. Кога го имате положено вие возачкиот испита со тој пружењето на прва помош? Јас положив 64-та. Мислите ли дека има некои разлики од полагањето на прва помош тогаш и денеска? Па има. Затоа што меѓу луѓето денеска постои мислење дека полагањето на прва помош е формалност. Што мислите вие за тоа? Не е формално. Сепак треба човек да, мислам, да познава таа брза да пружи помош, прва помош да пружа прва во помош, тие да. прилики Во затоа што такви животот е прилики, од да. бесценета вредност. Stavim ga kače mi čovjeka. Ah, otira. Pazi, pazi. Ima jedna mala saobraćajka, ke može li čiše? Dete, ajde, molim ti se. Do bolnice odnesi go, u Sudan. Ajde. Вие застанавте на местото на несреќата. Што мислите за хуманоста на патиштата во нашата република? Па мислам дека секој еден возач е должен да застане приликом ако нешто се деси, мислам некоја сообраќајка или незгодни случаи, мора да се пружи прва помош. Друго што би рекол за... Колку години сте возач? Јас сум 24 години возач. Работам имате- во Пролетер автобус возам. Дали имате некои случаи овака слични како сегашна овака кога хуманоста ваша е Прв пат ми се случува на пат вакви работи. Da, be, malo ako može da skupi da odnese.
Одакle ми се врати. Дай бе да однесеме човек. Може ли до Скопје малце сам? До Скопје може ли до болница да го пребацим? Хајде, ке молам, ако сакате повреден ние човекот. Фала ви многу. Вие сте еден од ретките што веднаш кога забележавте повреден човек укажавте помош. Што мислите за хуманоста на патиштата? Да сваки путник требало би да направи тако. Значи, апсолутно би требало све да остави да спаси едnog живота. Тоа е апсолутно, мислим, тоа сваки човек би требало, а не мислим јас само. Не помислите на тоа дека можеби ќе извалкате колата, дека можеби брзате? Како мислите? Па мислам, има случаи кога луѓето брзаат, се плашат да ним се извалка колата, па затоа не ги зимаат повредените патници. Свакако мора. Вие не помислите на тоа? Не, апсолутно. Па човек треба прво да спаси човека. Ауто не вреди ништо место човека, мислим. Ауто не е ништа, тоа е плек еден. А човек е, мислим, живот спасити некога, тоа е стварно нешто лакше ќе те испавати, еле? Мислим, кад помажете некоме, тоа е јако добро. Од оно што го забележа нашата камера, можеме да заклучиме дека половината, па и повеќе од оние возачи кои се најдоа во оваа ситуација, беа безрезервно спремни да пружат помош. Можеби на овој начин ќе ја разбудиме совеста на останатите кои реагираат спротивно од оно што го налагаат правилата на хуманост. Затоа што возачите се тие кои што во тој момент треба да ја пружат неопходната помош, знаејќи дека во слична ситуација може да се најдат и самите тие.